Поради вториот круг од локалните избори кои се закажени за во недела, 11-тото коло на првата фудбалска лига ќе се одигра во 3 дена почнувајќи веќе од утре среда со 2 меча, а ќе се игра и во четврток и петок. Веќе за утре се закажени 2 надпревари. Арсимек игра на домашен терен против Работнички во обид домаќинот да дојде до нова победа после сензацијата во Кавадарци, а тој да го искористи моментот на големата криза која има тимот од Дебармало. Македонија Ѓорче Петров на домашен терен ќе игра со Башкими во доста неизвестен дуел, каде лавовите се подпираат на домашниот терен, а пак гостинот од Куманово на одличната форма во која игра, бидејќи на последните 5 меча има 3 победи и 2 ремија. Во четврток исто така ќе има 2 меча на програмата. Енерџијата Шкупје на домашен терен ќе игра против Струга Тремлум, во меч каде домашниот тим ќе бара дури прв сезонски триумф, додека пак Стружени ќе барат рехабилитација после поразот од Бреера Струмица на домашен терен. Пелистер ќе мора да најде начин за излез од резултатската криза, бидејќи тимот од Битол на последните 5 надпревари има 4 порази и едно реме. Битолчен сега ќе се соочи со Тиквеш. Ова ќе биде дуел на две екипи кои направија тренерски промени. Пелистер го назначи Милан Стојановски за нов тренер, а пак Тиквеш сега бар решение за испразнетото тренерско столче. Веќе има неколку потенцијални кандидати за да седнат на тренерското столче кои имаат големо искуство во македонскиот фудбал. Во секој случај ова ќе биде дерби на две екипи кои ќе бараат триумф. Во петок на програмата ќе бидат 2 надпревари. Бреера Струмица кој игра во одлична форма со новиот тренер Мартин Алгелзовски ќе се соочи со Шкендија, која пак во претходното коло загуби од Вардар во дербиото и шампионот ќе бара сега 3 бода во Струмецо, дека пак Брера која го тресна тимот од Струга и го симна од врвот е мотивирани за триумф против тимот од Тетово. Дербиото на колото ќе го одиграат Вардар и Селес кои ќе се соочат во Скопје. Вардар игра во одлична победничка форма, единствен тим кој нема пораз и ќе сака нова победа за да се зацрстува на врвот од табелата, а пак Селес кој се врати на победите со 2 триумфа во низа ќе на Мегдан против најтрофејниот клуб во да биде првиот тим кој ќе го порази.